7-месечно патување роверот Perseverance на НАСА се подготвува за утрешно слетување на Марс, што ќе биде почеток на повеќегодишното пребарување докази за древен микробиолошки живот на црвената планета. Мисијата Марс 2020, лансирана кон крајот на јули од Флорида, го вклучува најголемото возило никогаш испратено таму. Создаден е во лабораторијата за авиони на НАСА, тежок е 1 тон и има роботска рака долга 2 метра. Тој е опремен со 19 камери и 2 микрофона за снимање на марсовската звучна сцена. Доколку пристигне недопрен, упорност ќе биде петиот ровер што успешно ќе го заврши патувањето од Земјата до Марс. Сите се американски. Првиот бил Pathfinder во 1997 година, а последниот Curiosity се уште е активен. Минатата недела кинеското вселенско летало Tianwen-1 пристигна во орбитата на Марс и се надева дека во мај ќе го спушти својот ровер на самата планета. Perseverance може да ги спушти своите 6 тркала на закажаното место за слетување на Марс во четврток околу 21:55 часот по средноевропско време, што научникот од НАСА Кен Фарли го опише како спектакуларно. Кратерот е језеро именуван по село во Босна и Херцеговина е слив широк 45 км, сместен на северната хемисфера на Марс. Се смета за место за слетување за претходните мисии, но досега се проценувало дека ќе биде премногу тешко да се слета на него. Ќе има помалку луѓе во просторијата за контрола на мисијата од вообичаеното поради пандемијата со коронавирус. Предпоставувајќи дека безбедно ќе слета, не мислам дека COVID-19 ќе спречи да скокаме и да ги стискаме тупаниците, рече Мет Валас, заменик шеф на мисијата. Првите фотографии од површината на Марс, но со мала резолуција, ќе бидат достапни наскоро. Видеото, вклучително и влегувањето во атмосферата, се очекува подоцна. Научниците веруваат дека пред 3,5 милиарди години низ кратерот минувала река која се влевала во езерото и формирала талок во делтата во форма на вентилатор. Во тоа време Марс беше сличен на Земјата на неколку важни начини, рече Фарли. Имаше густа атмосфера, имаше езера и реки на површината, подрачје за живење, простори каде организмите како што ги знаеме на Земјата денес може да напредуваат. Марс е единствената позната област со вакви услови надвор од нашата планета. Марс 2020 е првата мисија чија основна цел е доказ дека некогаш таму постоел живот. Perseverance или упорност ќе собере и складира до 30 примероци од карпи и почва за неколку години што ќе се вратат на Земјата и ќе бидат анализирани. Неговата максимална брзина е 152 метри на час, што е слаба според стандардите на Земјата, но е побрза од сите претходни. Прво ќе ја премине делтата, никогашниот брег на езерото и конечно порабовите на кратерот. Ровер може да ги врати примероците на Земјата во планираната заедничка мисија на НАСА и Европската вселенска агенција во 2030 година. Научниците кои ќе ги анализираат тие примероци сега се веројатно во основно училиште, а можеби дури и не се родени, рече Фарли. Како би изгледале овие долгоочекувани знаци на живот? Не треба да очекуваме фосилни заби, фосилни коски или фосилни лисја, рече научникот. Тоа е лов на органски молекули и други знаци на претходниот микробиолошки живот што би било неверојатно откритие. Првите месеци од мисијата нема да бидат посветени на главната цел. Планирани се некои паралелни експерименти, НАСА, например, особено сака да лета на друга планета за прв пат. Хеликоптерот Ingenuity би требало да се искачи во атмосферата која денес има само 1% од густината на атмосферата на Земјата. Втората цел е да се отвори патот за едните човечки мисии преку развој на систем што ќе генерира кислород од јаглерод диоксид што ќе ја сочинува атмосферата на Марс. Втората цел е да се отвори патот за едните човечки мисии преку развој на систем што ќе генерира кислород од јаглерод диоксид што ја сочинува атмосферата на Марс. Вселенската агенција ќе го постави инструментот Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment MOXIE, кој со електролиза ќе произведува околу 10 грама кислород на час. НАСА троши околу 2,4 милиарди долари на мисијата Марс 2020. Самото слетување и управувањето со роверот чини околу 300 милиони долари. Првата арапска вселенска мисија, сондата Надеж на ОАЕ, денес пристигна до орбитата на Марс. Со ова, Емиратите стануваат пета нација која што испратила
свое летало до црвената планета. Но, дали мисијата ќе биде и успешна, останува да почекаме. Додека леталото поминува низ низа клучни маневри за негово поставување во трајна орбита на самата планета. Сондата Надеж беше лансирана минатата година во јули, кога вкупно 3 летала беа опатени кон Марс, во временската рамка кога тој и Земјата се наоѓаат најблиску во космичкиот простор. Имено, во јули своји мисии кон Марс упатија и САД и Кина, чии што летала исто така се очекува да пристигнат до црвената планета оваа недела. Сондата Надеж или Ал-Амал на арапски треба да остане во самата орбита на Марс во текот на една Марсова година или поточно 687 дена, за разлика од кинеската и американската сонда кои треба да слетаат на површината. Дами и господа, тоа беше све за вечерва. Се надам дека ви се допадна сторијата. За многу други вакви истории, еден лайк и оние кои се нови секако субскрайб на овој канал. До нашето следно видување. Поздрав, чао!